Здраво, другарчиња! Сигурна сум дека до сега тие што слушавте внимателно за Зоки Поки го пронајдовте во некој од вашите другарчиња или можеби се препознавте самите себе си. Се сеќавате, Зоки Поки го имаше Фигаро, јас го имам Лаки, а вие какво миленичи имате? Пишете ми долу во коментар. И сега, нашата работа се разбира да ги продолжиме приказките за Зоки Поки. Тоа е мојата работа всушност, а вашата е само да слушате внимателно и да уживате. На улица. Денеска Лидија и Зоки Поки нема што да прават. Одат тие двајцата околу својата зграда, а Зоки има во раката црно јагленче. Нацртај го Фигаро, вели Лидија. Зоки се завртува кон зидот и почнува да црта. Тој знае по нешто многу убаво да нацрта, а Фигаро особено убаво го црта. Нацртај му и коски, предлага Лидија. Нека се лаже Фигаро. Зоки нацртува и коска. Потоа тие пак шетаат околу зградата. Нацрта едно коковче, вели Лидија, и Зоки Поки пак црта. Нацртај му и пиленце. Така и коковчето и пиленцето остануваат на зидот, а Зоки и Лидија продолжуваат да шеткаат. Ајде сега нацртај тркалца, многу тркалца. И Зоки пак се завртува кон зидот и со своето јагленче црта многу тркалца. А сега нацртај еден стап, голем, охо, до таму голем. Зоки го допира јагленчето до зидот и почнува да трча, а на зидот останува предолга црна линија. Тоа е нацртаниот стап што го бара Лидија. Но на крајот од зидот Зоки веќе нема јагленче во рацете. Тоа се потроши. Одеднаш еве еден постар човек. Што е ова? Ги прашува тој децата. Кое? Се чуди Лидија. Ваша ли е оваа зграда? Наша, вели Зоки. Па и тој почнува да се чуди. Јас седам на 4-тиот кат, а Лидија под нас. Добро, вели човекот. Бива ли вашата зграда да ви изгледа вака грдо? Не е грда, вели Зоки. Ова се слики, како во градинката на Лидија. Направи човекот. Ова веднаш треба да го избришете. О, не може, се буни Зоки и мака го фаќа од работата што би се отворила. Може, со топла вода и со крпа. Но ние не можеме тоа да го направиме. Ние сме малечки, вели Зоки и се стуткува целиот за да се смали. Добро, тогаш ќе ви ги истргам ушите за да пораснете. Не, го запира Лидија. Јас секи избришам, чичко, ви ветувам сигурно. Ти си добра малечка, вели чичкото. А кога ќе го избришаш? Па се разбира, чичко, кога ќе пораснам. Не грижете се, нели ви дадов чесен збор. Кој бил кукавица? Денеска поголемите деца од зградата на Зоки Поки се фалат кој од кого е похрабар. И Зоки е меѓу нив. Тој вели: и јас сум храбар. Но големите деца не му обрнуваат внимание. И јас сум храбар, повторува погласно Зоки, но веќе е навреден. Пак никој не се завртува кон него. Никому ништо не му значат неговите зборови. Чувте ли? Сврескува Зоки кон големите деца. И јас сум храбар. Големите деца дури сега го погледнуваат, но малку зачудено. Кој е храбар? Се чудат. Јас, вели Зоки. Ти си кукавица, мајкин сине, велат големите деца. Те знаеме ние тебе. Не сум кукавица, ќе видите. Но големите деца веќе не го слушаат
и го буткаат да ги остави насам. Тогаш по улицата доаѓа голем двокатен автобус, црвен како црвениот албум во татковата работна соба. Во лутина и без зашеметен и навреден, Зоки Небаре добива крила и се стрчува кон него. Некој продорно крикнува. Се слуша страшно чкрипење на кочници. Големите деца се завртуваат натаму и остануваат занемени. Пред големите тркала на црвениот двокатен автобус стои дете, големо само колку нив, вкочането и жолто како зрел лимон. Тоа е исплашениот Зоки Поки. Дури сега сваќа што направил. Нозете му се тресат и во главата му се врти. Иако автобусот веќе стои, тој со најголема радост би побегнал пред неговата огромна големина, но нема сили за тоа. Шоферот, исто толку жолт како него, ја брише потта од челото и вика кон Зоки. Но тој ни да се помрдне, гледа во патниците што се појавиле исплашени по прозорците, срцето му тупоти, другите автобуси свират и тој не знае што да прави. Тога шоферот слегува од кабината, го фаќа Зоки за уши и така го довлечкува до тротоарот. Големите деца веднаш го заобиколуваат. И ете тогаш некако нему му се враќа силата. Си мисли. Леле, колку беше страшно, никогаш повеќе. А пред големите деца се исперчува како да добил орден за својата храброст. И додека бојата на лицето пополека му се враќа, тој вели: Видовте? Видовте ли која е кукавица? Шоферот немаше смелост да ме изгази. Зоки Поки беше в парк. Па кога се врати оттаму го праша: Што виде таму, Зоки? Зоки како одамна да го очекувал ова прашање. Тој знаеше дека децата често така ги прашуваат за да ги научат повеќе да гледаат околу себе. Како па тие тоа да не го правеа. Но Зоки како Зоки беше подготвен на се, па за да им направи задоволство на постарите, почна да реди како ни стоп. Видов еден чичко, леле колку беше смешен, немаше друга работа, па со една жица ги буцкаше сите книжиња што ги испуштаа децата. Потоа си ги ставаше во една кошница за да си ги носи дома. Возрастните се насмеа, но сепак го поттикнаа. А што виде друго? Една мајка и едно дете седеа на една долга штица што се нишкаше на игралиштето ли? Да, но каква лоша мајка. Таа беше од едната, а детето од другата страна на штицата. Кога детето ќе дојдеше до земјата, таа ќе му направеше така тоа пак да се крене горе. О, кутрото, не смееше дури ни да заплаче. Да видевте само. О, рекоа возрастните и пак се насмеа. А што вида друго? Видов едно бебе, го чува деда си крај својата количка. Дедото дремеше, а бебето мафташе со рачињата за да му ги ишкамувите пред носот. О, рекоа пак возрастните и пак се насмеа. Потоа видов како едно голямо дете си играше во тревата. Чичкото чувар го виде, потрча по него и му рече: Дојди да ти го измерам грбот, невоспитанко. Но детето беше неучтиво и избега. И на ова возрастните пак се насмеа. На Зоки му е радост кога некој се смее, но тој неќе нему да му се смеат. Затоа тој рече: Епа, кога на се што ќе ви кажам се смеете, тогаш нема повеќе што да ви кажувам. И тој тупна со ногата и си излезе. Приказна за тажниот петал. Знаете веќе дека Зоки Поки живее во многокатната зграда во центарот во градот. Бидејќи пред неа и зад неа нема двор,
неговите родители чуваат еден петал на таванот. Тоа е, се разбира, забрането, но петалот е толку убав и голем, што не им дава срцето да го заколат. Секое утро, Зоки и баба му носат храна на петалот. Кога ќе влезат тие на таванот, петалот секогаш стои мирно во еден агол, не се ни трга, ни бега, само така стои и гледа понекогаш во Зоки со своите љубопитни очи. Баба се чуди често Зоки. Што му е на овој петал? Тажен е, му вели баба му. Затоа е таков. Зошто би бил тажен? Па на таван е, Зоки. Кој петал не би сакал да биде надвор? Мисли Зоки. Многу е жално кога некој е тажен. Што може да се направи со овој петал? Да се пушти сосем малку на улица, например. Како би било тоа? Откако слегоа долу во станот, Зоки скри шум се искрадува пак на таванот и почнува да го гони петалот удолу по скалите. Петалот првен изгледа многу зачуден, но потоа, како да сваќа нешто, истрчува и почнува да бега по скалите. На свиоците ги шири крилјата како авион, скока и креска колку што му држи гласот. Зоки трча по него, се препиња, паѓа и вика. Се отвараат вратите од становите, излегуваат жителите на големата зграда и кога го гледаат петалот, помислуваат дека тој треба да се фати. Сите потрчуваат по петалот, а тој сега веќе е исплашен, уште побрзо полетува на улицата. Улицата малку го збунува, застанува, почнува да гледа наоколу, испитува се и се што и се дуе. Се гледа дека е уплашен и среќен. И Зоки е и уплашен и среќен. Тој не мисли на незгодите што може да го ги предизвика овој петал на улицата. Бабичке, моли тој, не фаќајте го, не фаќајте го. Но никој не го слуша Зоки и тој почнува да плаче. Поминува еден камион и за малку убавиот петал ќе се најдеше под неговите тркала. Зад него јурат 2 лимузини и еден автобус, па моторциклисти со развејани виндијанки. Петалот сосем се избезумува, креска, ги шири крилјата и трча од еден до друг тротоар. Луѓето што трчаат кон него за да го фатат, уште повеќе го избезумуваат. Туку што ќе избега од нив, еве ги тркалата на некој автобус, еве ги нозете на некој минувач или количка на некое бебе. Ах, каква брканица! Доаѓа полицаец и бабата на Зоки мора да плати казна. Во градовите, домашните животни не смеат да шетаат на улица и тоа треба да се знае и да се почитува. Но зарем тоа го знаеа Зоки и убавкото петле? Петалот пак мора да се врати на таван. Но по овој настан, како нешто да се измени во неговиот живот. На Зоки му се чини дека тој сватил оти и овде има пријатели. Инаку, зошто толку ведро би трчал кон Зоки, кога овој секое утро ќе ја подаде главата низ таванската врата? Големиот убав петал, како да не е повеќе тажен. Дали е тоа поради пријателството со Зоки, или поради тоа што најпосле сватил дека во големите градови е подобро да бидеш на таван, отколку на улица. Гостино село. Кај Зоки дојде гости. Едно селанче од некое далечно село, дете на пријателот од татко му. Се викаше Толе. И тој Толе постојано молчеше. Седи на столот, ги скрстил рацете и гледа во шарениот килим. А на Зоки му е здодевно тоа молчење. Сака да го зазбори. Но, бидејќи не знае како, тој се напрчува и вели. Вие в село немате високи куќи, нели?
Немаме, мрмори Толе, како тој да е виновен поради тоа. Немате ни кино? Немаме. Ни театар, ни циркус, ни големи улици, ни тротоари, немате ни лифтови, ни големи продавници, ни автобуси, ни... Немаме. Одвај пилтечи Толе. Немате ни електрични печки, ни тераси, ни вакви огромни оџаци. Немаме. Па што имате тогаш? И Зоки Поки занесен мисли дека е победник. Толе ја крева главата и почнува да мисли. Па, имаме двор. А вие имате двор? Зоки се чешка по главата. Двор немаме и петолот го чуваме на таван. Толе се охрабрува. А имате ли поле? Немаме, вели сега Зоки. Ете гледаш, а каде ви растат јаболката, крушите, грозијата на терасата? Зоки се лути. Добра да добра, па што друго? Немате ни крави, вели Толе, ни биволи, ни воденица, нели ни поток, кажи. Немаме, признава Зоки, но повеќе со ништо не можеш да се пофалиш. Но Толе дури сега се топори. Како не? А имате ли вие, кажи, планина? Планина? Се чуди Зоки. Кој може да има планина? Па ние. До нашата куќа се наоѓа планина. Види, се стаписува Зоки и замолчува. Тогаш влегува бабата со рацете запретани во тесто. Вели таа, струјата изгасна. Питата нема каде да ја печам. Ние в село имаме вршник, вели Толе, и фурна, а вие електрични печки. Мисли Зоки, мисли и одеднаш се му станува јасно. Па што си, вели тој, тие имаат она што немаме ние, а ние пак она што немаат тие. Па тоа е прекрасно. Од оваа мисла лутината брзо му поминува и неговото лице со наклоност се насмевнува кон гостинчето од села. Досега многу пати чувте за баба му на Зоки Поки, но веројатно не го знаете ова. Дека е тоа најубавата баба на светот. Дека е тоа најдобрата баба на светот. Дека е тоа најмилата баба на светот. Ке речете можеби, баба како баба, со очила и со два заба. Ако и запомнете, за неа пред Зоки Поки ни еден лош збор. Ке ве разнесе како бомба. Па ако сакате, обидете се. Кога бабата се лути. Еднаш баба му се налути на Зоки. Веќе не знам зошто беше, но му рече: срам да ти е, Зоки, не зборувам повеќе со тебе. Но со кого ќе зборува Зоки ако не со баба си? Дома повеќе нема никого. Тато и мама се на работа, Лидија в градинка. Тој се замисли. Ами, ако те насмеам, бабичке, и тогаш ли нема да зборуваш со мене? Не, рече баба му. Нема да ме насмееш. Тогаш Зоки ја зеде вазата и ја стави на глава, па рече: гледај, бабичке, нели сум смешен? Бабата го погледна, но не се насмеа. Зоки со Маша си го исцрни лицето, а со карминот на мајка си нацрта смешни извиени мустаки. Бабата пак не се насмеа. Тогаш Зоки отиде во бањата, ја зеде четката за пајажини, ја стави под мишка и почна важно да шета по собата. Но бабата ниту го забележа, ниту пак нешто од сето тоа и се стори смешно. Зоки рече: штраки буки кики бум. Но и тоа не го направи саканиот впечаток. На Зоки веќе не му текнуваше што да направи. Испи една чаша вода, го потргна фигара за опашката, погледна низ прозорецот, нацрта едно човече со 7 нозе, но ништо. Без баба си е страшно осамен. Најпосле се реши.
Го зеде бокалот од масата, замижа и го истори врз главата. Водата плусна по подот, а бабата скокна разлутена. Ти не ранимајко, ти не послушко. Знаеш ли дека ќе те натепам толку убаво што ќе запомниш? Но Зоки, дури сега среќен, беше подготвен на се. Ако, бабичке, ако, натепај ме, убаво натепај ме. Само те молам, зборувај ми. Не можам кога не ми зборуваш. Грижа. Бабо, прашува еднаш Зоки. Кога ќе се женам јас? Баба му малку се чуди на ова прашање, но пак му одговара. Кога ќе пораснеш, Зоки? За Зоки ова е малку необично. Тој од секогаш мисли дека е пораснат, но другите тоа како да не го признаваат. Па зар не сум пораснат? Прашува тој за секој случај. Ти треба уште малку, а ти треба и некоја да сакаш. Како да сакам? Како што ме сакаш, например, мене. Само тоа, Зоки. Потогаш јас ке се оженам со тебе, бабичке. Само, нели, ќе ми кажеш кога ќе бидам голем? Жешка супа. 100 пати на Зоки му е речено дека жешката супа не смее веднаш да се јаде, зашто забите ќе се расипат. И Зоки 100 пати ќе рече: смее да се јаде. 100 пати на Зоки му е речено дека супата не смее и сосем да се излади. Па потоа да се јаде. А Зоки ќе рече: смее. Денеска никој ништо не му рече на Зоки за супата. Затоа, што ми ја стави чинијата пред него, тој веднаш сркна и се испопари. Тато, правејќи се дека не забележал, рече: ах, оваа супа денеска е многу жешка. Не, рече Зоки. Па зошто не јадеш? Така. Денеска, рече мајката, супава некако многу се излади, нели, Зоки? Не, рече Зоки. Но студена е, беше упорна мајка му. Види, не е, мамо, кога ти велам, викна Зоки. Но јас ти велам дека е студена, а јас ти велам дека е топла. Топла, се зачуди и бабата, од која тој се надеваше на помош. Топла, велиш? Не можеш да докажеш. Можам, не можеш. Ама можам, списка Зоки и го испружи својот црвен јазик. Еве! Добро е, се насмевна сега бабата. Нашиот Зоки веќе знае што е жешка супа. Игра. Дојде зима и падна првиот снег. Надвор се замрзна. Баба му го облече убаво Зоки, му ја стави топлата капа и го прати пред зградата за да си игра со децата. Но никој од децата не го примаше во играта, зашто ни тој, ни Лидија не знаеа да играат некоја игра, токму онака како што се играше. Ова многу го разлути Зоки Поки. Тој ја викна Лидија и рече: дојди, Лида, ние сами ќе си играме нешто. Но што? Почна да размислува Лидија. Па дури почна и очите да ги превртува од размислување. Знам што. Ке направам човек, вистински, не снешко. И Зоки зеде грудка снег, убаво ја стегнува и ја става на земја. Врз неа става поголемо, црвенкаво камче, што го ископува од снегот. Гледаш, вели, човек, немој да се буниш, каменов е главата. Лидија го гледа човекот од сите страни. Аха, тоа е човек. Чекај, јас ќе направам. Што ќе направиш? Па човек? Не може, јас направив човек. Ама, јас ќе направам, можам. Не смееш, твојот нема да биде добар. Ке биде, Зоки. Не, јас прв направив човек и тој е најдобар. Иако Лидија не попушташе, тие сигурно ќе се скараа. Добро, вели таа. А да направам шпоред, Зоки, ако? Ако шпоред може. А тенџере?
И тенџера може. Ќе вариме ручек, како? Ако? А за кого? А за кого варат нашите мајки? За нас. Ние пак ќе вариме за твојот мачор и за твојот петал. Добро. Лидија сега зеде грудка снег, ја сплескува и ја става на земја. Тоа е шпорет. Од друга, помала грудка, што ја дупнува малку во средината за да се разликува од шпоретот, таа прави тенџера. Сега да купиме нешто за ручек, вели Зоки. Тој оди за даголот од куќата и помалку се враќа со полни раце, смрзнати дрвца и ситни камчиња. Ама ручек ќе биде ова, извикува Лидија за да ја чујат и другите деца. Веднаш ќе биде готов, Зоки, веднаш. И таа почнува да меша во тенџерото со едно стапче. Оваа игра ги привлекува другите деца. Што правиш, Лида? Ја прашуваат сега тие. Ручек прави, одговара надуено Зоки. Охо-хо, се засмејуваат децата. Каков е тој ручек? Месо од дрвца со граф од каменчиња, вели сериозно Лидија. Охо-хо, а има ли супа? Има. А од што е таа сладка супа? Се кикотат децата. Од коски од мраз. Охо-хо, се фаќаат за стомак децата. А сигурно има и салата? Има, се дуе Лидија. Салатата ни е од снег, нели, Зоки? А колачињата, каде ви се колачињата? Охо-хо. И колачиња има. Лидија веќе се лути. Пукнете, и колачиња има. И Зоки вели, пукнете. А од што се колачињата? Се уште ги задираат децата. Почнува налутено Лидија, но не може да се сети. Сака да заплаче, но вели, колачињата се од ништо. А Зоки намурцено додава, и за вас нема. Колачињата веќе ги изедовме. Зоки Поки има многу играчки. И моторен воз, и авион, и лимузини, и велосипеди, и трактор, и дигалка, и топки, и труби. Но најмила од сите играчки му е сламеното мече. Зошто сламеното мече може да го земе в постела, може да му зборува, може да му нацрта вештачки солзи и мустаки, може и да го натепа. Сламеното мече може да изгледа како живо, па затоа Зоки Поки најмногу од се го сака. И мечето има грип. Зоки е болен од грип. Стариот чичко доктор рече дека ќе мора да остане в постела ако сака побрзо да оздрави. Но на Зоки му е многу здодевно в постела. Тој лежи сам, мајка му е на работа, татко му на работа, а баба му го готви ручекот во кујната. Баба, вика одеднаш тој, дај ми го сламеното мече да си поиграм. Баба му доаѓа, но и паѓа на ум дека Зоки ќе се открива ако му дозволи да си игра со мечето. Мечето, се чуди таа, па нели ти е жал за него, Зоки, ако е до тебе и тоа ќе се разболи од грип. Мисли Зоки, мисли и нема што да каже. Баба му пак си оди во кујната и нему му е уште потешко вака сам. Надвор врне дожд и прозорците се влажни. Бабо, вика пак Зоки, дојди бргу ваму. Баба му доаѓа. Што е, Зоки? Ама не знаеш ли, и сламеното мече е болно од грип. Како? Се чуди баба му и поаѓа кон сламеното мече, што седи жално и сфрлено во аголот. Кашла Зоки зад нејзиниот грб, преправајќи го гласот и вели: Слушаш ли, мечето кашла, настинато е. Па што да правиме, Зоки? Вистински се чуди баба му. Донеси го кај мене в кревет, да се стопли, бабо, така заедно ќе оздравиме.
Добро, вели баба му, но ќе треба и од лекот заедно да пиете. За мечето знам дека ќе пие. Тоа сака да оздрави, но ти ќе пиеш ли? Зоки размислува. Инаку не ти го давам. Ке пијам, вели Зоки и ги пружа рацете кон сламеното мече. Баба му го става мечето во постела на Зоки. Но да знаеш, нема да се откривате. Зошто мечето тогаш повеќе ќе настине и јас ќе ти го земам. Така сега Зоки и неговото сламено мече лежат мирно во постелата, покриени дури до устата. Зоки само тивко му зборува на мечето и го трга за нозете под јорганот, а бабата спокојно си работи во кујната. Зоки се жртвува. Стариот чичко доктор дојде да го прегледа болниот Зоки и потоа рече: ќе треба да му ја испитаме крвта на Зоки. Па се заврте кон него: ќе дадеш ли малку да те боцнеме, а? Зоки се разбира, нема поим што е тоа, но за да не излезе страшливец, вели: па зошто не? И така го одведоа Зоки во амбулантата. Го одведоа заедно со неговото сламено мече, зашто Зоки не сакаше да се оддели од него. Па по патот се му зборува: ние не се плашиме од ништо, нели мечка? Да видиш што е лесно тоа боцнување, веднаш ќе помине. И додека Зоки го стега мечето до своите гради, тоа кима со разнешената глава како да му потврдува. Во амбулантата ги дочека еден човек сиот во бело. О, вели, ти си тој Зоки, а? Та ние за тебе чувме многу нешта. Што сте чула? Прашува Зоки. Па тоа дека си бил голем јунак. Не, нема да го излажат Зоки. Тој веднаш знае дека сакаа да го охрабрат, за да не се плаши од боцкањето. Не, овој чичко ништо не чул за него. И баба му така му вели кога му дава да пие од оние горчливи лекови. Но Зоки ништо не вели на тоа. Тоа е, се разбира, готов се да поднесе, само чичкото во бело да не помисли дека е тој на вистина страшливец. Сега Зоки, ќе бидеш ли мирен? Го прашува чичкото. Па јас сум мирен. Одлично, вели чичкото. Сега Зоки, малку ќе те боцнеме со оваа игличка во некој од твоите прстиња. Затоа ќе ми кажеш кој од твоите прстиња е најнемирно. Зошто? Него ќе го боцнеме за казна. Нека знае дека и ти можеш да го накажеш што е немирно. А кој е твое? Чекај да помислам, чичка. И Зоки почнува да мисли. Ги гледа сите своји прстиња, но не може да се реши. За сите му е жал. Не, чичко, сите мои прстиња се мирни, вели тој. Не давам ниту едно да ми боцнете. Па нели си ти храбар, Зоки? Јас сум храбар, чичко, но моите прстиња се добри, не сакам да ми ги накажувате. Чичкото размислува. Тогаш ќе го боцнеме твоето убаво и кротко мече, ако? Мораме некога да боцнеме за да оздравиш ти, Зоки. Мораме. А зошто токму мечето? Па ти не ги даваш прстињата. А кутрото мече, иако е подобро од твоите прстиња, треба да се жртвува за тебе. Гледаш ли каков си ти, Зоки, не ти е жал за пријателите. Жал ми е, ние убаво си игравме со мечето, а ќе го боли ли, чичко? О, него многу ќе го боли зашто е мече и ќе ти се лути дека си го предал. Па може би и ќе ти се загуби некаде намерно, за да не биде повеќе со тебе. Зоки гледа во чичкото неверувајки, но наскоро му ја подава својата рака, а овој брзо само малку го боцна и се беше готово. Само толку? Прашува изненаден Зоки. Само толку, вели чичкото и се смее. Но одејќи за дома, Зоки му го покажува боцнатото прсте на сламеното мече и му вели: гледаш ли, мене ме боцнаа за тебе. Па сега внимавај, немој некаде да ми се загубиш, зашто тогаш ќе давам да ти ги избоцкаат сите твои прстиња за казна. Да знаеш, јас се жртвував за тебе. Помни сега. Што е смешно? Многу нешта се смешни на овој свет. Да
пукнеш од смеење. Додека надвор вее снег, Лидија и Зоки гледаат низ прозорецот. Лидија вели: "Што е смешен овој снег, Зоки?" И таа почнува да се смее, дуејќи ги образите. И што бил смешен! И се подбива Зоки и го поддржува незиното смеење. И за да покаже дека ја исмејува, и тој ги дуе образите како неа и престорено се смее. Хо-хо-хо-хо. Но Лидија не се повлекува поради ова подсмевање. "О, Зоки," вели таа, "што е смешно на дете, погледај го." Ха-ха-ха-хо-хо-хо, леле што било смешно. Се смее Зоки и за да биде уште посмешно додава еден нов вид смеење. Тој прави ху-ху-ху. А она дрво, Зоки, ха-ха-ха-хе-хе-хе. Ха-ха-ха-хо-хо-хо-ху-ху-ху. Ке му распукаат образите на Зоки. Лидија на вистина смешно му изгледа. Таа веќе не може да дише од смеење. Зоки, се загрцнува таа. Сега и на Зоки сето ова му станува многу смешно. Тој ја гледа расмеаната Лидија и смејата како река го зафаќа. Што ти е пак сега смешно, Лиде? Ху-ху-ху-ху-ху. Смешно ми е тоа ху-ху-ху-ху-ху. А мене пак твоето хе-хе-хе-хе. О-хо-хо-хо. Леле, Зоки. Лидија се превиткува од смеење, но сега и Зоки се превиткува од смеење. Тие се држат за стомаците и се смеат. А за да биде уште посмешно, Зоки се смее вака. Ха-ха-хи-хи-хи-хо, ху-ху-ху-а. И Лидија одвај без див му се приклучува. Хе-ху-ха! Она вистина, колку смешни нешта имало на овој свет. Едноставно можеш да пукнеш од смеење. Само ако посакаш. Новогодишна згода. Еднаш во годината доаѓа новата година. Тоа го знаат сите деца, а тоа го знае веќе и Зоки Поки. Но тој дозна и друго. Дека за овој весел зимски празник, неговите родители се готови да му исполнат секаква желба. Ова особено го зарадува Зоки Поки. Тој ги викна децата од неговата зграда и тие заеднички искитија една висока елка во најголемата соба од станот на Зоки. Татковците им донесоа многу играчки, бомбони во светликава хартија и разни фигури што можеа да се обесат на елката. Но, меѓу сите овие шарени дребули, најубав беше чоколадниот Дедо Мраз, што децата го ставија под елката. Откако беше се готово, тие си отидоа дома и му нарачаа на Зоки убаво да ја чува на китената елка, зашто неговиот мачор може нешто да собори. А утре, токму на првиот ден од новата година, децата ќе дојдат овде и со убави песнички ќе го поздрават овој радосен празник. А Зоки Поки сериозно си ја свати задачата. Ќе ја чува елката како што не чувал ништо и никогаш досега. Задача си е задача. А уште кога ќе ја доверат другари, тука нема мрдање. Вечерта Зоки побара да спие во големата соба заедно со шарената елка. Неговите малку се опира, но нели за овој празник се му исполнува. Добро. Но, кога утредента децата од сета зграда дојдоа под шарената елка, видоа дека големиот Дедо Мраз од чоколада ја нема својата нога. И почнаа неволите. Драган, кој беше главатар на сите деца во зградата, се доближи до елката и убаво го разгледа Дедо Мраз. Потоа свечено рече: "Ногата е изедена, тука нема грешка." Изедена, се зачудија децата на оваа смелост на некој си неранимајко. Изедена. Драган Итро се заврте кон Зоки и свика: "Признај! Признај, признај!" Свикаа кон Зоки и другите деца, многу строго.
Зоки и така се плашеше помалку од Драган, зашто Драган беше некаков си извидник, а извидниците знаат да откриваат секакви тајни, а сега се исплаши од другите деца. Па се скупчи и рече: "Не сум јас, нели нема да ме тепате?" "А кој ако не си ти? Кажи, влегуваше ли некој овде ноќеска?" "Влегуваше." Кој? Скокнаа децата. "Мачорот Фигаро," прошепоти Зоки, но знаеше дека децата ќе му се смеат. Та мачурите не јадат чоколада. Но Драган беше луд и никој не се осмели да се насмее. "Чекајте," рече тој стручно. "Јас ќе го пронедам крадецот." "Туку тешко нему?" Сите деца му поверуваа, зашто во извидничкиот одред тој беше најдобриот во пронаоѓањето разни траги. Се наведна Драган до подот и почна да душка. Долго време ништо не кажуваше, а децата напнато очекуваа. Така душкајки, тој дојде до елката. И таму одеднаш застана. Држеше нешто во рацете. "Што најде?" прашаа децата. "Влакна. Долги црни влакна, како од некое животно." Сите се исплашија. Какво ли пак животно било овде синоќа? На Драган очите му светнаа, но и тој зборуваше со шепот. Изгледаше многу сериозен и горд што ја пронајде трагата на крадецот. Но тогаш едно од децата се присети. "Да не се тоа влакна од Фигаро?" "Јасно," на сите им олесна. "Со Фигаро лесно ќе се расправат. Нека е само тој." "А ти, Драгане," рече едно од децата подсмевајки се правиш како лав да си уловил." Драган од ова многу се навреди, па налутено рече: "Ке му покажам јас на тој мачор, коските ке му ги искршам." И тој јурна кон вратата. Но уште не беше ни излезен, во собата се чу слабото гласче на Зоки Поки. "Немој, Драгане, мојот мачор не е виновен. Јас ја изедов ногата на Дедо Мраз." Тато и мама се две суштества кои не можат одделно да се замислат. Тато е голем како брат, а мама како голема сестра. Тие заедно одат на работа и заедно се враќаат од работа. Тие се сакаат, се почитуваат и се заштитуваат еден со друг, како да се две деца. А тоа е затоа што и тие двајца не можат да се замислат одделно. Па кога едно дете ќе ги свати сите овие нешта, како што ги свати и Зоки Поки, тогаш за него е најголема среќа кога тие мама и тато ќе го сакаат и него и ќе го примат во својата убава заедница, чувајќи го како најскапото што го имаат. Зоки Поки сака да е секогаш со нив. Кога ги гледа, тој дознава каков ќе биде и самиот кога ќе е многу, многу голем. А тоа го радува. Цртеж. Татко му на Зоки Поки не е многу дома, но кога е, тој речиси целото време му го посветува нему. Денеска тој му покажува како се бои веќе нацртаната куќа. Тато ќе нацрта куќа и Зоки ќе нацрта куќа. Потоа тато ќе ја обои куќата, покривот со црвена боја, ѕидовите на куќата со жолта, прозорците со кафеава, тревата околу куќата со зелена, а небото со сина боја. Сега е ред и на Зоки. "Можеш ли сам?" го прашува тато. "Можам," вели Зоки. И го обојува. Покривот со зелена, куќата со сина, небото со кафеава, тревата околу куќата со црна, а прозорците со жолта боја. "Не, Зоки," вели тато. "Куќата и прозорците можат секако да се обојат, но тревата не може никогаш да биде црвена, ниту пак небото кафеаво или пак покривот зелен. Погледај го пак мојов цртеж и почни однова." Зоки го погледнува татковиот цртеж и почнува.
Сега небото е црвено, покривот жолт, а тревата околу куќата кафеава. Пак почнува одново. Но еве, небото е сега зелено, тревата сина, но затоа пак покривот е црвен. И уште само еднаш. И покривот е црвен, небото сино, но затоа пак тревата е жолта. Тревата е жолта само кога е исушена, сине, му вели тато. А нашата трева е зелена. Обоја правилно уште неа и готов ќе биде цртежот. Но на Зоки повеќе не му се црта. Тато, вели тој. Но додека јас цртав, тревата се исуши. Ако, нека остане жолта. А ние, остатокот од оваа книга, ќе го оставиме за наредното видео. Чао, дечки!